Не утигнав. Неизмерно задоволство и особена чест и посакувам срдечно добродојде на новата генерација кандидати за офицери за логистичките специјалности и службите во Војната академија генерал Михајло Апостолски. Офицери, почитувани идни офицери, да ве релаксирам како еден од малкуте од оваа страна цивили, да ве релаксирам дека транзицијата од цивил во офицер може би не е лесна, но е возможна и носи многу дополнителни предности. Сакам да ви честитам на изборот и да ви кажам дека за да една армија биде успешна, особено сега кога, како што спомна деканот, се менуваат предизвиците, светот се менува брзо, за да армијата биде успешна и таа мора брзо да се прилагодува. Драго ми е што денеска им посакавме добре дојде на 26 млади луѓе во нашата армија. Тоа се млади кои што завршиле така наречени цивилни факултети, електроинженери, машински инженери, хемичари, нутриционисти, сообраќајни, градежни инженери и лекари, и кои што сега ќе почнат да ја градат својата кариера во армијата. Секоја армија има потреба од вакви експерти, не може да се подпре исклучиво само на експерти кои што имаат воено образование, туку мора да се развиваат и службите во армијата, но до сега имавме често проблем да регрутираме луѓе кои што 6 месеци треба да бидат на обука и требаше да преживуваат или да се издржуваат од 3.500 денари кои што им ги плаќаше државата, односно Министерството за одбрана. Пред еден месец владата донесе одлука на сите вакви дипломирани млади луѓе кои што имаат одредени цивилни факултети и кои што ќе прифатат да развиваат своја кариера во армијата, во текот на обуката да им исплаќаме просечна плата. Веднаш кога ќе ја завршат обуката стануваат поручници и во тој случај нивната плата со двете зголемувања, едното од минатата година и едното од овој септември ќе биде негдека над 30.000 денари. На таков начин ќе успееме и успеваме да регрутираме нов квалитетен кадар, но се разбира дека на ваков начин, како што ќе чуете, успеваме да обезбедиме и повеќе кандидати за пилоти. Затоа што истата одредба која важеше за овие млади луѓе, важеше и за кандидатите за пилоти. Ги обучувате, очекувате да бидат квалитетни, многу стручни, многу подготвени, а од друга страна голем период ги оставате без сериозна надокнада. Ова го променивме со одлука на влада и сметам дека на ваков начин армијата ќе може да регрутира и да си обезбеди експерти кои се необходни во сите служби: логистичка, интендантска, сообраќајна, правна служба, финансиска, и на тој начин да им зголемиме и шансите на младите во нашата држава. Благодарам и благодарам што бевте присутни. Повелете. До октомври влегуваме во НАТО. До каде е процесот на ратификација? Колку уште земји? До октомври секако не влегуваме, бидејќи има 30 дена. Вие знаете дека процесот на ратификации течеше навистина неочекувано и навистина како ретко во која друга земја многу брзо. Остана уште неколку земји каде што процесите на ратификација се навистина во завршните фази. Очекуваме оваа есен процесот на ратификација да го завршат и Соединетите Американски држави, и Велика Британија, и Франција, Италија, Шпанија, Исланд и Холандија, која што само вториот дом треба да ја донесе одлуката. Се разбира дека кај ратификациите на вакви протоколи секогаш имате фактор X. Доволно е да видите што се случуваше во Италија или во Шпанија со можноста за предвремени избори и да видите дека тука планирањето многу не ви помага.
Навистина за нас е добра вест кога чувме дека направен е договор за нова италијанска влада и се надеваме дека тоа значи дека парламентот ќе биде активен и ќе продолжи ратификацијата. Велика Британија исто така има некои политички превирања. Таму очекувавме, доволни беа 5 дена да предлогот биде во процедура и практично на завршувањето на тие 5 дена да се смета одлуката за да биде донесена. Но сега заради суспензиите на парламентот се уште не се јасни сите детали и сите термини за да можеме да претпоставиме кога ќе се случи. Меѓутоа вистинскиот одговор на вашето прашање е дека како што најавивме минатата година, така и се случи. Ја добивме поканата, многу брзо и успешно го завршивме процесот на преговори и ниту една земја членка не отвори ниту едно спорно прашање за ратификација на протоколите. Така што прашање е на недели, прашање е на неколку месеци, никој нема дилеми дека оваа земја, Северна Македонија, веќе функционира како де факто членка на НАТО. И тоа покажува дека една стратешка цел која што ја носевме со себе и на грбот 30 години, оваа генерација, овие граѓани, ова собрание и влада успеа да ја реализира. На тој начин гарантираме на граѓаните зголемена безбедност, ама како што гледате денеска, на тој начин на младите им нудиме и повеќе шанси. Бидејќи оваа армија веќе не е само армија на нашата земја, туку е армија членка на Алијансата. Министерке, вие сте еден од најголемите од највисоките функционери во СДСМ. Дали како партија ќе побарате одговорност од Ѓовче Ременски кој најави апсење на Facebook и дали ќе побарате оставка од позицијата на член на антитероризам? Јас искрено да ви кажам, не можам да нафтасам со коментари и многу е тешко некогаш да видите што е вест, а што е лажна вест. Честопати и за нас е тешко кога ќе ги отвориме страниците или ќе ги прочитаме насловите да видиме што е содржано. Оваа држава мораше да помине низ длабоки реформи. И една од тие реформи, која што мислам дека покажуваме дека сме на добар пат да ја реализираме, е политиката да не биде све. И политичарите да не одлучуваат за се, особено не тоа што не им е ингеренција. Времето на тефтери, дали во безбедносните служби или во судството, е зад нас. И никој од нас нема намера да отвора нови тефтерчиња. Секој од нас има своја одговорност, како министри, како директори, и политиката и мојата партиска позиција не смее да биде таа која што ќе диктира списоци ниту за отпуштање, ниту за казнување. Системот мора да функционира. И тој систем мора да биде ослободен од било какви партиски или лични интереси. И тоа го покажавме дека го почитуваме како принцип. Ви благодарам многу што дојдовте, е пријатно.